Здраво, ова е 33-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е All the Money in the World на Ридли Скот, во кој станува збор за киднапирањето на 16-годишниот Џон Пол Гети III и очајните обиди на неговата посветена мајка Гейл Херис, глумена од Мишел Вилијамс, да го разубеди милиардерот Џон Пол Гети, глумен од Кристофер Пламер, дедото на нејзиниот киднапиран син во Рим во 1973 година, да ги плати парите за откуп. Таа со помош на енигматичниот човек кој обезбедување на Гети, Флечер Чейс, глумен од Марк Волберг, се обидува да го извлече момчето од рацете на киднаперите. Џон Пол Гети е горд, арогантен и вообразен аристократ, нафтен магнат, алчен богаташ кој се има збогатено ценкајќи се со несреќата на останатите. Кога ќе ги стави на иста вага фамилијата и богатството, тасот на светите долари на егоистот натежнува. Тој е еден од тие никаквеци кои сметаат дека љубовта не се купува со пари, туку со повеќе пари. Тајкунот бил сведок на голема пропаст и најдобро знае што значи да се остане на врвот на собствената империја, обкружен од паразити на кои не може да им верува, додека бил девалоризиран неговиот труд од страна на таткото. Поради тоа разочарување од човештвото и дефицит на емпатија, мизантропот ги сака артефактите кои не се лицемерни, користолюбиви и превратливи. Тој станува роб на секој спечален долар. Свесен е дека има знајни и незнајни непријатели кои му предизвикуваат немирен сон и дека синовите се потенцијална колатерална штета за неговото богатство. Абсурдната парабола за алчноста 20 и 21 век лежи во фактот дека човекот со сите пари на светот не сака да ја плати целосната сума за спасението на саканиот внук. Кристофер Пламер одлично се носи со улогата на олигархот, снимајќи ги своите сцени еден месец пред премиерата. Ликот на Волберг, кој има собствен калеидоскоп на животна несреќа, го искористува своето преговарачко искуство за да истакне дека парите никогаш не се пари кога ќе бидат изговорени од устата на богатите, односно тие стануваат метафора за нешто сосема друго, нешто што никогаш не го поседуваат. Кај машките ликови забележлива една нишка на освојување на светот, игнорирајќи и запоставувајќи ја фамилијата. Мишел Вилијамс се најде во една неповолна позиција на мајка на киднапирано дете, воздржувајќи емоции зад гардот на фацијалната експресија, иако медиумите сакаат да ја видат скршена и расплакана. Нејзиниот лик престанува да биде човек и станува символ во целосната хајка. За разлика од милионерот, за неја фамилијата секогаш е на приоритетно место пред финансиите. Мишел, глумејќи како да поседува грациозност на Джеки Кенеди, уште еднаш докажа дека знае да избере одлични филмски проекти, како што знаеше во многу од нив да сјае од позадина. Нема да се занемари политичкиот аспект на филмот, односно мотивацијата на условно кажано црнобригадирите, кои намераваат да го украдат детето на буржујот на зачетокот на периодичната сатеник пеник тенденција во светот. Во филмот има и јасна дистинкција помеѓу односот кон фамилијата кај италијанците и американците. Преснимувањата и замената на Кевин Спейси од страна на Сони поради неговите недолични действија се од практична побуда, само затоа што не мора присилно да се остарува со простетика за улогата на Гети, но не можам да судам за неговиот перформанс затоа што недостапни се тие снимки, бидејќи цензурирана е неговата изведба од страна на студиото. Не дека не им одговараше да снимаат со него додека беше популарен Кајзер Созе, но тоа е само уште едно од лицата на хипокритниот Холивуд. Верувам дека тој би портретирал сосема различни аспекти на неговата тврдоглавост и ладнокрвност, но тој филм нема да го гледаме. Да беше некој друг режисер во прашање, верувам дека немаше да ја зачини оваа заложничка драма со прекрасни кадри од улиците на Италија, посебно нејзините тунели, изгрее сонцето во Мароко и преговарањата на средоафричките пустини, ниту пак благородничкиот раскош во домовите на фамилијата Гети, кадрирани од страна на кинематографот Дариуш Волски, соработник на Ридли во изминатата деценија,
Но Ридли се има изборено за овој режисерски комфор со снимање на голем број на масовни сцени со мотивирани протагонисти во епски филмови и по некој ремак дело зад себе, како Alien, Blade Runner, Legend, Thelma and Louise, Gladiator, Hannibal и многу други. Ќе работи на идните Queen and Country, Battle of Britain и ќе ја надополни Covenant сагата со просечни остварување колку што му се сака. Иако овој филм повеќе би одговарал на ешалонот на филмографијата на братот на Ридли, Тони Скот, една прилично насилна и стравична сцена не може да компензира за тортурата која младиот Гети ја преживеал со месеци, но извршните продуценти од Холивуд нема да се согласат со мојата констатација. Девид Скарпа, еден сценарист со продзирно резиме, ја адаптира книгата Painfully Rich на Џон Пирсон, но нема ризикувано во адаптирањето на сценариото, само зголемен е драматичниот ефект тогаш кога реалноста не била толку дарежлива, иако аматеризмот на киднаперите знае да биде запрепастувачки и залудните обиди за бегство кај пријателите на киднаперите е премногу близок потфат до фамилијата на Ледерфис, за да го наречем оригинален концепт, па затоа и филмот не одскокнува од жанровските тропи на криминалистичкиот трилер. Композиторот на Гај Ричи, Даниел Памбертон, јасно го забележуваме тогаш кога се обидува да ја интензивира тензијата со музиката, а монтажерката Клер Симпсон, за разлика од незината предходна крпеница The Snowman, тука имала поинтересен материјал на располагање и успеа да ми го задржи вниманието до крај на овој филм. Мене ме има трогнато не оваа приказна на киднапираниот Гети, туку приказната за еден друг член на оваа династија, односно одметникот на фамилијата, режисерот кој се вкупните своји финанси, својот живот и смрт ги посвети на снимањето на хорор филмот The Evil Within, не дочекувајќи го неговото комплетирање, умирајќи прегладнет и со болест поради абнормална и луцидна истрајност, поради излишна принципијалност и залуден перфекционизам, кои се одлики на еден вистински Гети. Ако морам да го евалуирам филмот, тогаш All the Money in the World од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 33-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!